Добро вечер, драги мои, добро дојдовте во новото издание на Fairplay. Време е за спорт, време е за забава и како и секогаш добра мотивација која што се надевам дека и вечерашната емисија ќе ја понуди за вас. А вечерва во студиото имам двајца гости. Едниот од нив е музичар кој што решил дека е време да се занимава со спорт. Сите вие добро го знаете, дел од нашата естрада долги години, а ние си ги слушаме и подпевнуваме редовно неговите хитови. Заедно со него доаѓа уште еден човек кој што пак има долгогодишна кариера, меѓутоа на полето на спортот, односно кикбоксот. Која е нивната поврзаност, ќе да знаете за многу кратко, затоа уживајте заедно со нас во новото издание на Fairplay. Кикбоксот мислам дека од секогаш бил, а и ќе остане еден од најатрактивните спортови, впрочем како и останатите боречки вештини. Сега, кој македонски јавен лик, односно музичар, би одбрал да се занимава со кикбокс, ако не оној чие што име на групата е Нокаут? Вечерва Период Нокаут доаѓа заедно со еден од нашите истакнати спортисти во кикбоксот, Иле Ристевски, кој што е негов тренер по кикбокс. Добро вечер и добре дојдовте во Fairplay. Добро вечер, благодарам на поканата и добро денева. Подготвени како што треба. Добре ми дојдовте. Сместете се удобно. Не сме во ринг, така што сега тука може опуштено, да. Како сте, дали сте добри? Па добри е, не знам, добра е тројка како што сум учел јас. Треба да биде одлично. Одлично. Да. Многу добро или одлично. Се надевам дека убаво ќе си поминеме, затоа што темата ни е спорт овој пат, за да биде јасно за нашите гледачи. Пере редно е прво да ни објасни од каде идеја да се занимава со спорт, па и со кикбокс. Не, со спорт се занимавам многу одамна. Значи, првенствено имам почнато со кошарка, меѓутоа, од што пораснав толку од кошарка, се извишив многу. Да, и рекоа мора да смениш. Да, нема врска, стварно ми одеше добро. Значи, играв еден период за работнички, па играв за МЗТ. После тоа, негде околу веќе втора година средно, прекинав со, да кажем, професионално се занимавав со кошарка. Прекинав со кошарката и некако музикава ми стана главна преокупација. Значи, напоредно идев и од дете идев напоредно и на спорт, идев и на музичко, меѓутоа музиката повеќе преовлада кај мене во тој период. И сега се враќаме. Да, ама имаше некоја посебна причина, почувствува дека на тебе, на твојот организам му треба спорт? Рекреативен спорт. Како не, пази, рекреативно, значи стално си го качувам водно, да кажеме, тоа рекреација, пешачам, идам до Палас, покрај Вардар и назад, тоа ми е некаква, не знам, рутина, барем до пред 2 години од кога почна короната, тука некако малце спласна целата таа ситуација околу спортот. Да, сите се затворивме по дома повеќе. Така некако, да. Не знам, не излагај надвор, не диши, не трчај, не знам што. Тоа беше некоја, можеби, така поглобална психоза, не беше до мене. Меѓутоа си влие, знаеш, кога не работи човек, кога не движи година и пол, 2, веќе онака чувствува дека стварно има потреба, има потреба за рекреација, односно да ја потроши таа вишок енергија што ја има во себе и секогаш е... Така падна одлуката. Кикбокс, добро. Па кикбокс падна одлуката, да ти кажам, ништо не е случајно во животот, не е случајно ни тоа што се вика групата Нокаут. Да, те молам, верувам дека си ја раскажувал таа приказна, само на кратко. Сетиме зошто Нокаут. Не, приказнава, пази, името дојде од некаков од тайм-аут, па да не биде тайм-аут, па се предложи да биде Нокаут, ама го прифатив како Нокаут, пошто имав еден нокаутер во моја фамилија, односно татко ми бил на времето професионален боксер. Да, тогаш дали живееле во таа бивша Југославија, во бившите југословенски простори. Дедо ми во Идолица, не знам, татко ми, значи, живееле подолго време во Тузла и во Тузла тренирал за Слобода се викал клубот, Слобода Тузла, и бил професионален боксер, значи, да. Ти си имаш и ген добар, значи, за така е, и од таму ми се некако предиспозициите за тој спорт, не знам, пратам, гледам. Ти интересира, да? Да, ме интересира.
Па и статистиките велат дека тие боречки спортови предизвикуваат многу голем интерес кај јавноста, луѓето сакаат тоа да го гледаат. Само на Иле да му дозволиме да ни каже како е од другата страна, кога си во рингот. Јас кажав и во најавата, колку што Перес е успешен во својата област, апсолутно и ти во твојата. Повеќе од, како ми кажа, 30 години се занимаваш со овој спорт? 33 години, точно. Добро. Пере добро има одбрал за групата. Ти до сега си изброил или броиш ли колку пати си претрпел нокаут или колку пати никому си нанел? Па тие статистики, да кажем, по ново време ги водат, да речем, интернетот си ја презема таа обврска. Некој метнува тие резултати. Ние, кога се борев, да кажем, од 90-тите, 2000-та, немаше кој да ги води тие статистики, само број на борби. Добро. А ти имаш некој така што ти се врежани во меморијата како борби, да речеме, кој што потешко си ги поднал заради нокаут? Да, и порази, и победи. Ми стојат, имам неколку борби во главата што не може да се заборават. Али среќа, победите ги потиснуваат поразите, па може насмејани да видиме. Знаеш дека ние логично како публика секој пат се прашуваме како има на борците во рингот кога ќе паднат, изгубат свест, кога се случува тој нокаут, односно како е кога ти ќе се освестиш повторно. Може тоа некако со зборови да се? Да, со зборови, пошто на сите тоа му е страшно и оние кои тренираат, почнуваат да тренираат кикбокс и прво родителите леле ми го нокаутираат детето. Кажам дека нокаутот нема болка, нокаутот е како најблиску до неонка. Сијалица неонка се пали и се гаси, се пали, тоа е тоа, нема ништо. Се после може да боли главата малку, ама тоа ништо страшно. Да, после може да има некоја последица. Да, зависи од нокаутот, има потешки по нокаути кои се со скршеници на вилици, носеви и тие работи. Еве, јас сум жив здрав со 443 борби, така да ништо не е страшно. Многу борби има. Многу е голема таа бројка на борби која што има. Да, сериозно. Искуството му е огромно. Јас дури онака се фрапирав кога малце подлабоко навлегов нели клубот и разговорите и со него и додека ги посетувам тренинзите, така и сите оние признанија и дипломи што има добиено, колку текми има направено, колку утакмици, значи за респект, тоа е за респект, апсолутно за респект. Не ве прашав дали се знаете одамна или сега заради тоа што ти почна со кикбокс се запознавте и с пријателивте? Муабетов почна дека ништо не е случајно. Значи ние се знаеме многу одамна. Ние се знаеме многу одамна, само што ете сега дојде некако моментот да јас се пријавам кај него. Му се јави? Време да вежбам. Дали може да пристапам во клубот? Сега ако кажа со задоволство. Инаку се знаеме многу одамна, имаме многу заеднички убави моменти поминато. Не знам. Сега приказната најбитните на мојата свадба, првата песна беше. Ете, гледаш пошто ќе бидеме исти со Иле. Само да ти кажам, тоа на мојата свадба до прва треба да се случи, но еве, се договоривме околу таа тема, како и да е баш најголемо задоволство, така тоа се најубавите моменти, да кажем, едни од најубавите моменти во животот кои што со посебна емоција, нели? Да. И секогаш негде се тука да врежи. Која песна ти ја пееше Пера за прв пат? Би се викал те сакам. Би се викал те сакам? Да. Јас сега предлагам, бидејќи убаво некако им дадовме вовед на гледачиве за вашето пријателство и работа, да погледнеме ние сите каква е всушност атмосферата кај Иле на тренинг. Затоа што јас почувствував колку е таму убаво и веројатно поинаку од што многумина си замислуваат. Така да уживаме во следните минутки. Пере требаше да биде таму. Ние всушност отидовме на тренинг на Пере. Ама Пере не се појави. Минусот го пишавме, сега вие уживајте и погледнете каква е атмосферата на тренинг по кикбокс.
Океј, ние завршивме со тренинг и да признам не беше баш лесно, ама беше интересно. Се наоѓаме во кикбокс клуб Горила. Благодарам за гостопримството. Кажете ми, дали секој ден има ваква атмосферата овде кај вас? Да, па ова е една од полабавите тренинзи до сега, ама мислам дека е добра. Супер е, барем ние си поминуваме убаво. Кажи ми, колкава ви е традицијата? Колку години си веќе тренер и, како да кажам, предводник на оваа приказ? Кикбокс клуб Горила оваа година слави јубилеј од 20 години, а јас тренирам 33 години. Да. Сакам веднаш да те прашам за оние стереотипи, например кога едно мало дете ќе реши дека сака да тренира кикбокс, а родителите размислуваат дали е тоа соодветен спорт за нивното дете. Еве што ти би им кажал или препорачал? Да, би им препорачал да го пушта своето дете кај тренер кој е добар тренер и добар психолог и педагог, да не пуштаат кај било кој тренер, да речем YouTube тренер, затоа што таа категорија на деца се најранливи. Ако ние ги учиме тука борилачки спортови, тие, ако го, да кажем, ги усмериме лошо, тие тоа ќе го применат во школа. И автоматски тоа е лоша реклама и за нас како тренери, а најмногу ќе штети на нашиот спорт. Нашиот спорт е комплетен спорт, е еден, да кажем, од најдобрите во светот, во кој работат сите мускули, на кој се троши најмногу енергија и сега ако направиме некоја лоша реклама, така би било штетно. Ризичен е спортот во смисла дека да, навистина човек може лесно да се стекне со повреда или да му биде нанесена повреда. Како со тоа да се носи секој еден човек што ќе одлучи да се занимава со кикбокс? Значи во секој еден спорт, па вклучувајќи го и шахот како спорт, повредите се неминовна работа. Но пред се со добро разгибување, со добро загревање на мускулите, еве на пример јас сум имал никогаш повреда во 33 годишна кариера. Значи, ама посветуваме внимание на загревањето негде околу 25 до 27 минути и да не дозволуваме ни еден мускул да не остане неразбуден, да кажам, за да... А добро, а опасноста да речеме во ринг? Опасноста во ринг е во таа болка ние уживаме. Тоа е болка во која што треба човек да ужива. Значи кој ќе дојде овде треба да биде на тоа подготвен, така? Не, на тренинг немаме болка. Тоа е во ринг и на тренинг е различна работата, да. Како изгледаат првите лекции кога нели прв пат ќе дојде човек на тренинг или на час тука кај вас? Да, прв пат човек или дете кога ќе дојде прво го учиме на моторика. Значи да знае која му е лева, која е десна рака и дека не идат заедно лева рака и лева нога заедно. Потоа го учиме правилно да диши, уз трчање, уз вежбање, да може да не се стега, да нема трема, зашто тоа се дешаваат сите проблеми. Кога телото е стегнато, згрчено, да, кога е под стрес, тогаш имаме најмногу проблем. И понатаму продолжуваме да го учиме на ударите, да ги будиме мускулите еден по еден и после тоа е дружба. Дружба најважно од се, значи треба да дојдете тука за да видите всушност како е тоа. Само да кажам, Пере денеска требаше да дојде на тренинг, му пишавме минус, така пишуваш? Да, минуси пишувам за тоа че надокнадам. Казна има? Има казна обавезно, 20 склекови е почетно. Добро, тоа ќе ми кажеш ти дали ќе ги направи во студио, ќе исто така ќе му се одолжиме. И уште на крај да кажеш дали јас се покажам добро како за прв тренинг. Супер, ти благодарам, прекрасно ме изненади, пријатно. Стварно пријатно ме изненади. Фала ти многу што не примивте и се гледаме во следна прилика за нова лекција по И беше чест што ни бевте гости во нашиот клуб. Цели 20 години успешна работа на кикбокс клуб Горила и многу луѓе кои што таму си го пронашли она што подоцна можеби им станува и професија. Сега Иле сакам само да го вратиме наназад низ годините. Кога беше дете мало и во Прилеп растеше, како доби идеја дека од сите спортови баш сакаш да почнеш со кикбокс или боречки спортови? Тоа било едно поинакво време, затоа те прашувам. Да. Сепак 30 и нешто години се многу. Не е како сега се попопуларни некако овие спортови. Па јас првично сакав да тренирам карате. И го молев татко ми да ме однесе на час по карате. И татко ми работеше во воената фабрика и колега него беше тренер по карате и одиме на час. Часот завршив веќе и гледам влегуваат, памтам првиот тренер мој Ѓорѓи Чатлевски, 2 метра висина, боксерски ракавици, а кимона, носат од карате.
Како чудна комбинација, да. Има спаринг, чудна комбинација. Се знаеше карате или бокс. Немаше тогаш друго. И тогаш карате фул се викаше спортот. Кога ги искомбинира тие две, па да прерасне после во фул контакт, па после те кикбокси. Да. И викам, сакам да тренирам тука. Да, добро. Имам само 4 години. И тренерот му викаше на татко ми, демек многу е малечок, знаеш. И вика, молим те, земи го, ти не се трпи ова по дома. И така почнав, значи, доби до ден поддршка денес. и до ден денес, да. Торбицата беше поголема од мене. Имаше ли некој момент кога и ти самиот си свесен дека некој од страна, што е многу важно, го процени твојот талент, нели? Затоа што едно е кога рекреативно се занимаваме со спортот, друго е кога некој ќе ни каже дека можеме да бидеме добри во рингот. Тоа е веќе една нова приказна. Па во тоа време немаше рекреативно некој да се занимава. Тој влегуваш да тренираш или карате, тој мора да бидеш ти надпреварувач. Нема тука избор. Сакам јас само да повежбам малку, тогаш немаше тоа. Нема во тоа време. Добро. Дали јас сум таков карактер, јас мислам, не знам, во јадење би се надпреварувал. Имаш таков надпреварувачки, да. Може би јас... пресудно за да се биде успешен спортист, нели? Без тоа како? Да, ако немаме желба без тој дух, да бидеме без, најдобри. да кажам, народски инатот, без инат, тоа нема успех, нема шанси. Пере ќе мора да има инат, затоа што го чека таму прво 20 склекови казна има, па после друго. Казна, ама морам да ве поправам затоа што го сгрешивте денот на мојот тренинг. Мојот тренинг е во вторник. Значи, ние сме биле виновни. Значи 10. 10 склек. Еве компромис. Ете, гледаш тренер, тоа е вистински тренер, ми се допаѓа. Кажи ми кои ти се можеби најтешки Пере делови од тренингот, бидејќи вежбати кондиција, вежби за сила, спаринг вежби, во што најмногу уживаш, што ти е најмачно? Види, уживам во целиот тренинг, најмногу уживам после тренингот. Да. Значи, кога се опушта организмот, кога доаѓа до таа некоја, не знам, катарза, како да ја наречам, на организмот, кога тотално се олабавува и си, да кажеме, тотално опуштен и заспиваш како бебе. Ти дошло ли некогаш преку глава од моментот дека често пати ти треба да ги мотивираш практично луѓето кои вежбаат, па дури да им се јавиш, денес имаш тренинг, нема да го пропуштиш, или и сигурно има прашање во поглед на исхрана и во поглед на вежбите, поставеност на телото и така натаму. Знае ли некогаш да ти биде пренапорно? Тешко ти да бидеш тој што треба сите да ги мотивира, контролира, поттикне? Па, мислам, тешко е самиот факт да бидеш тренер, психолог и педагог. Три во едно. Да. На запад се тоа 3 различни тренери во една сала, а тука кај нас е во едно и па не ми е one man show баш. И не ми е тешко никогаш, зашто тоа ми е мотивација за да продолжам понатаму кај нас тука. Ако почнеш да гледаш од финансиски аспект, ќе се депримираш уште одма и ќе треба тебе да те лечат, а не ти. Да не биде обратно, да, добро. Треба тие да те мотивираат после. Да. Така да кога човек и препознава духовната вредност и ја гледа во една работа, тогаш нема лимит. Тогаш не ми треба да се мотивирам јас самиот со нешто, тогаш самото тоа што правам добро начин на живот ти станува, нели? За децата, да, тоа е начин на живот, значи тоа е нема јас и така ги учам моите ученици, стануваш од смија, се знае, прво средуваш соба, правиш клекови стомачни, дисциплина. Па мора да има тоа, без дисциплина не. Без тоа не може. Мора да си има задачи да се задаат, самите задачи. Денеска да задеси 10 задачи и тие да ги извршиш. Самиот си сам на себе свој господар. Кога бевме во клуб ми раскажа така накратко една интересна приказна што сакам и гледачите да ја слушнат. Едно кога нели вежбаш, се подготвуваш и сакаш да станеш успешен борач. Меѓутоа друг е моментот кога ќе влезеш во рингот и ќе се соочиш со противниците, па дури кога по некој пат воопшто не ти е лесно. Ти е лошо, те боли телото, можеби ти помина низ главата дека не си ти за тоа. Како во вашата пракса се надминуваат тие моменти што се можеби клучни за кариерата на еден спортист? Да, тоа пак ќе кажам, на запад имам мотивационен тренер посебно, а тука морам да бидам јас тоа и за нив и за мене исто така. Од страна кога гледаме секогаш едноставно лесно. Јас на сите мои ученици кои од рекреативци кога ќе преминат во професионални води, поготово од аматерски во професионални води,
Викам, постапнувањето во ринг е како филмот Матрикс, тоа е сосема друг свет. Друга димензија, да. Друга димензија каде што планетата прекинува да се врти, тука времето застанува. Затоа што јас знам по мене, тренерот кој ќе ми кажел има уште 15 секунди крај на трета рунда, третата е најопасна, најмачна, нели, као крај на тренингот. Да. И вика уште 15 секунди, еве додека зборувам 15 помина, внатре 6 пати му се исполнувам на тренерот, уште 14 се, па 13, викам како ова нема крај. вечност. Да. Затоа ве предупредив уште претходно за тие YouTube тренери, значи не може да биде од секого да направиш борец. Ти може да сакаш да направиш борец, но можеш да му направиш многу поголема штета отколку што сакаш Треба да да му процениш помогнеш. дали е подготвен. Ева, на пример, што кога ќе дојде некој од твоите борци и ти рече, јас мислам дека ова не можам да го правам. Ме боли, тешко ми е. Спомнавме ти тогаш повраќање, лошење. Да, зборот не можам, не постои, има само не сакам или не знам. Тоа сакав да го кажам, тоа ти Добро. го кажува. Пошто бато викаше. Па тој веројатно си докажал, да. Аха. И јас знам колку може. Нема, докажа затоа дека што може. плачеш, викаш. Нема. Затоа Значи, што јас нема, сум не направил пример од мене самиот пред моите ученици да се доведам до 3 пати во еден тренинг на повраќање, значи кога доаѓа моментот на лошење, тоа е знак дека формата на телото и на мускулатурата е до тука. Тоа не е ништо страшно, тоа е само една линија до тука си спремен, ти вика. Фаза, да. И Лимит, ако сакаш да. да го поминеш тоа, идеш повраќаш И или се враќаш одмараш назад? малку, се враќаш назад и продолжуваш. Ако сакаш да направиш да го надминеш лимитот, тоа се вика жртва да дадеш. Иначе сите сакаме да биде лесно и да како на телевизија е Кристијано Роналдо, како промаши пеналот. Оди влези, види кај се 11 Обидите да метра. шутнеш и да погодиш еден пенал. Да. И да видиш голчето колку се смалува манечко, па доста. Баш така е. Ајде сега да видиме како малку заедно работите. Имаме инсерти од тоа. Убаво само да слушнат гледачите што овива пере на крај како награда. Не е ништо скапоцано, ама ќе се уверите сами. Ще еднаш. Така е. 5 пати. 4. Идемо. 3. 2. Врти десно рамо напред. Бам, бам. Така е. 1. Заслужи вода. Заслужи вода, да. Јас реков ништо скапоцено, не добијам вода во тој момент. Па во тој момент Бога мислам ми дека водичка скапоцена е. му е. Да, ова е во фазата кога и слабеам. Една од причините стварно што се јавив исто на Иле, викам морам нешто да направам со себе затоа што оваа корона не доведе до некој да кажеме до некој ниво кај што Каде што нема лимит. Да, нема на лимит, дебелење. да, на дебелење и можеш да го регулираш тоа. Ти помогна? Ти И помогна многу ми тренинзите? помага, да. Ти имаш сега и се почесто настапи нормално, имате и со нокаут убав јубилеј, но ќе треба нели машки да ги издржиш кондиционно. Така е. Па не Иле само ми тоа, кажа него и дека- нашата работа е таква што Да. стварно треба некако да покажеш и некој став и добро да изгледаш, сега не можам да излезам стварно да се Било направам како, да. 130 кило и да излезам. Не дека не можам, можам, ама не е убаво. Over the rainbow. Не е убаво прво за мене. Ми кажа Иле дека ти дал пред некое време, пред настап, некаков соодветен тренинг, за следниот ден да ти биде многу лесно и убаво. Ти беше лесно и убаво? Да, Да. и доста ми помогна во тоа, навистина и супер се чувствував на концертот. Баш имавме тренинг пред концертот во Мериот. Да. И одлично се чувствував утре дента, значи исполнет полн со енергија и Ти пријатно. смирен. Да, одлично. Да, па и голем дел од да ти кажам светските звезди, познати и музичари, па и актери тоа го прават, нели, самите зборуваат дека Видете, редовно не мора да биде спортуваат. кикбоксот како спорт Така е. одбран од луѓето. Кој што Што сака сака. и како сака, може да си одбери да се работи. Сега ние зборуваме тука, некако јас дојдов да говорам со тебе за да ги споиме некако уметноста со спортот, Точно. знаеш, музиката со Па и со секогаш се кикбоксот, споени, да кажеме, знаеш. да. Да. Меѓутоа, можеби и не сум најкомпетентен и не сум најкомпетентен да зборам за кикбоксот и така натака. Имам доста млади дечки што работат многу добро, што тоа им е, како да кажам, веќе во крвта и се професионалци веќе на своји 16, 17 години, 18 години, да и тоа многу добро го работат.
Така што јас само би сакал да младиве да ги поттикнам Точно. некако Тоа сакав да кажам. да се ги занимаваат мотивираш? со спорт, да ги мотивирам во однос на тоа што еве го говорам ова, па кој сака нека слуша, кој не. И Кој нека не мора практикува. може да го смени каналот најлесно. Да знаеш дека и целта на Да. оваа Така емисија да- е тоа. Да. Да биде мотивација за многумина, дека ако не се обиделе никогаш досега со спорт, барем да го направат тоа, па самите ќе оценат дали е нештото за нив или не е за нив, нели е така. Уште да ми кажеш од овие удари тука што ги видовме, имаше директ, имаше кроше, имаше аперкат, што ти Кроше, е омилено? аперкат, Кој ти е така некако добар удар? не. Најмногу Па што ти мислам, лежи. најмногу што ми лежи е крошето некако и директот. Да. Директот е некако и најак удар според мене Да. во кикбоксот, односно во боксот. Најбрз, најјак, не знам се, има и појаки удари можеби, не знам. Ќе потврди, да. Најопасен и најнепредвидлив. Да, што не се проценува. Да. Инаку и така middle kick ми е исто така го работам доста. Ти се допаѓа, да. Ми се Да. допаѓа. Добро. И тоа е. Тренерот ќе каже, еве досега Пере дали добро напредува, рековме ова го прави рекреативно, го прави за своето здравје, за своето добро расположение на крајот од денот и чувства. Меѓутоа си треба време нели за секоја работа. Кога си посветен, би требало да напредуваш. Вие како ја оценувате досегашната работа? Па јас сум познат како тренер кој не му го прави кејфот на учениците. Аха. Значи не му го кажувам тоа и што не сакаат треба. да го слушнат. Да, да. Јас сум реален и кажувам ова не го бива, ова го бива, а на ова треба да работиме. Може да ми се љутат колку сакаат, ама јас сум таков, отколку да му давам тоа е како на дете лажна надежда му дадеш и ќе отиде некаде и ќе речи дај да видиш јас како удирам и ќе рече абе кој те учи тебе бе. Да. Абе на шо личи ова, бе бегај бе. Не е ова така, да, да, да. Затоа Пере си го сакам баш како од пријател што ми е. Кога сме внатре во сала, тука кај мене нема пријател, другар, тоа не постои, фамилија, тука не Проф. постои. Мора Влегуваме да на се борилиште, таму сум ја тренер, ти ученик и Тоа е Пере тоа. е послушен, Дисциплиниран ученик. дисциплиниран. Се на крај Освен кога ми се не жали доаѓам. малку, Аха, ама тоа е нормално. Добро, да. Додека не влеземе во форма каква што сакаме да бидеме, затоа што не брзам јас, затоа што треба да се грижиме за неговото здравје пред се, не треба да симнуваме килажа ние со суплементи, туку треба на природен начин да ги разбудиме мускулите, а во едно да не ги запоставиме колената или да не ги префорсираме колената, затоа што колена и кичма ако повредиме најмногу се во периодот на здебелување и слабење тие се оштетуваат, страдаат. Покомплицирано отколку ние сите што мислиме, ама ќе си имаш тренер како што треба и ќе си вежбаш како што треба, нели? Неќе си више си имаме. Ти веќе си имаш, да. Ти веќе си имаш во право си. Имам уште многу малку време, ќе направиме кратка пауза, а потоа и да се поздравиме со моите вечерашни гости. Спортот е секогаш убава тема за разговор и секогаш нели научи на едни убави правилни вредности, па така се одвиваше и нашиот разговор со моите вечерашни гости, Никола Перевски, Пере од Нокаут и Иле Ристевски се со нас во Ферплей. Ќе го привршиме некако овој разговор со, би рекла, убави теми. Иле, ќе почнам со тебе. Имаш убави иницијативи како предводник на оваа приказна. И наоѓаш начини да помогнеш на оние кои што можеби се, да речеме, од ранливи, загрозени категории, кои што едноставно можеби не можат да си дозволат па и да спортуваат. Кажи ми зашто станува збор, сите оние кои ќе слушнат, можеби ќе добијат желба да те контактираат. Тоа е еден проект кој го почнавме со моите асистенти за да ги тренираме деца од домовите без родители што се. Добро. Значи да ги тренираме, па после 18-та година да му дадеме бесплатен факултет и да ги вработиме. Тоа да биде од клубот, од нас. Но сепак од тоа за ова да го оствариме, че ни треба помош од државата да ни овозможи, затоа што треба тие деца не може да ги пуштиш да се движат сами, пошто сепак до 18-та година тие се обврска на домот. Точно. Треба да идеме да ги земаме секој ден, да ги тренираме, а воедно сите деца од социјални случаеви. Дете со еден родител се добредојдени во кикбокс клуб Горила бесплатно да тренираат. Тоа Значи, пак ќе повторам, сите оние кои не слушаат, можеби познаваат вакви примери или самите тие сакаат да спортуваат, а се
од вакви категории, можат да те сконтактираат, така? Да, слободно. Да те побараат тебе, твојот клуб, достапни сте и на социјални мрежи, така што, нели? Да, лесно Kickbox можат да Горила. пронајдат и да се пријават, така? Слободно. Убаво е ова да се слушни и ти честитам за Благодарам. иницијативата. КБК е најдобриот КБК Горила. Да, па веројатно и не е залудно тоа што 20 години Македонија постои се клубот, може и така? пошироко, се разбира и на Балканот, меѓутоа навистина сериозно си ја работат својата работа. Професионално. Професионално. Спортот и музиката секогаш одат добро заедно. Ќе завршаме та малку со музика и со нокаут. Ги поздравувам сите членови. Чест ми ќе кажам што бев на еден од вашите последни настапи и си поминав супер. Да, одлично се сеќавам. Предно е убаво. нашите гледачи да знаат каде ќе може да слушнат, како ќе си го Добро, прославите оваа- јубилејов, да. Оваа година ни е стварно јубилејна и нас. На КБК слушам дека вие исто и вас 20 јубилејна годишнина, 20 да. годишнина. 20 години. Нас ни е 25 годишнина. Ние сме нешто малце постари. Меѓутоа, оваа година ќе одбележиме со една македонска турнеја, да кажеме, која за цел ни се 25 настапи, се разбира за 25 години. Символично. Да, символично. Веќе бевме во хотел Мериот, таму започнавме од денот на жената, интернационалниот празник за 8 март. Од тука ја почнавме турнејата, па бевме во Гевгелија, прекрасно си поминавме исто така. Не очекува Охрид, не очекува Кавадарци сега, април месец. И така, значи имаме една агенда која ни е зацртана и која Низ цела одиме Македонија поред, ќе низ цела може да Македонија, да, и ужива тоа во ја. нас ни дава едно дополнително искуство плюс, значи околу самите музичари и музикава што ја свириме. Секој наш настап е настап за себе и е посебно некако збиднување и го чувствуваме со некоја убава посебна енергија и се дружиме и свириме и работиме и на меморија во тие моменти, знаеш, да се запамтат стварите, како треба се свират аранжманите, понекогаш импровизираме и убавината е во тоа. И од музика и од спорт човек е само во ќар. Значи не може да биде во минус, може да добие само плюс. Абе денот да не ти биде ист. Да не ти биде ист. Само да ти кажам, Да биде една различно. многу важна работа што ја забележав кај Иле на тренинг е дека таму свири македонска музика. Значи, они имаат македонски ремикси на песни. Да. И така се вежба, така и јас веднаш го забележав тоа кога влегов и еден голем Значи, плюс во слушајте моите очи. македонска авторска музика и вежбајте кикбокс или вежбајте било кој Тоа. спорт. Ми ги Вежбајте одзема го зборовите било кој за спорт. најава. Не, како и да е, ви благодарам многу. Ми беше голема благодарам и често на баш тебе, ова Прв пат спојка јас сум во тандем. ваква некоја емисија за спорт. Ваков И- тандем, да. Да, и тотално опуштено, супер, стварно. Ви Благодарам посакувам на тебе. добро здравје. Успеси многу да си уживате и во заедничката работа и во она што секој посебно го правите. Бидете успешни како и досега. Ти Се гледаме во следна благодарам. прилика. Фала. Ви благодарам многу. Јас се надевам дека и нашите гледачи уживаа, доколку сме успеале барем малку да ве мотивираме и да ве поттикнеме. Ете, да вежбате или да се обидете со некој спорт, тогаш ние сме успешни во нашата мисија. Значи спортувајте, слушајте македонска музика и нормално гледајте Fairplay следниот викенд. Заедно со Иле ви подготвуваме и подарување, подароци. За сето тоа ќе не следите на социјалните мрежи и ќе можете и самите да учествувате. Се гледаме следниот викенд.